Денешната епизода ќе ја стартувам во Рим. Поточно ја стартувам пред Националната галерија на модерната уметност. Нешто што е убаво да го посетите кога би дошле во Рим, бидејќи е близко од центарот. Пијаца дел Пополо ви е зад Камерманот. Таму е Вила Боргезе и само ја прескокнувате тие прекрасни паркови на Борџиите и доаѓате на Националната галерија на модерната уметност. Зошто оваа епизода токму од Рим? Го земав прв пример. Иако во претходните епизоди во многу од тие ги видовте Виена, ја видовте Барселона, видовте Амстердам, тие патувања. Но не сум направил никогаш една прошетка, еден викенд, како тоа изгледа, колку чини за македонец во Малта кој што живее. Ја знам дека македонците се посветени на работата, неретко патуваат, не често, патуваат, поретко се буквално посветени на она за кој што се дојдени таму на островот. Многумина познам кои што ретко одат и до Валета, да не зборам за Маршашлок или да ги посетат некои од важните археолошки локалитети, например, на островот, со кои што се гордеени, кои што се едни од најважните планетарно, а се наоѓаат во Малта. Сега, денеска одлучив да направам една епизода да ви покажам како изгледа и колку би ве чинело да се испрограмирате еден викенд во Рим. Верувајте, воопшто не е скапо, многу ефтино може да си поминете, а ќе направите едно богатство на душата и на умот, кое што е безценето. Одиме со денешната епизода. Сега, како тоа изгледа ефтино да си поминете еден убав викенд. Малта, прво и основно, е со одлични конекции за цела Европа. За цела, буквално. Сега, со новата авионска линија се отвара набргу, покрај Air Malta, ќе функционира и Валета Air, кој што претпоставувам дека за почеток има ефтини летови, зашто ќе мора се пробијат на пазарот. Но секогаш ви е варијантата Ryanair, која што може да искористите за многу добри дестинации и многу ефтино. Пример, ако направите резервација на лет, купите карта 2 месеци понапред или 3, например, ова патување за денеска е направено пред 2 месеци, месец и пол, купена картата за 19,99 евра во еден правец. И враќање исто така. Значи седите 2 дена, 19,99 и 19,99 40 евра. Повратен билет од Малта до Рим. Исто така беше и за 3 дена и за 4 дена. Значи повратниот билет е 40 евра. Имам купено билет 12 евра. 2 месеци, 2,5 месеци порано купена карта. Најефтината авионска карта што имам купено во мојот живот беше 50 денари, немаше ни 1 евро и беше на релација Скопје-Венеција. Тогаш. Многу летови од Барселона до Скопје, од Атина до Малта имам купено за 10 евра. Последното моје патување за Барселона со Ryanair, билетот кошташе 4 евра и 99 центи, значи не цели 5 евра. Тоа патување го видовте, тогаш исто така го презентирав, но не ги презентирав цените како сега што планирам.
4,99 во еден правец, 4,99 на враќање. Значи 10 евра вкупно чинеше летот Малта, Барселона, Малта. Најдов ноќевање во Барселона за 18 евра и тоа централно, скоро централно, во Борн. Тоа е доста добар центар, многу чисто, многу убаво, беше на 4 или на 5 спрат сместувањето, немаше лифт, тоа е малце зезнато, но за тие пари фантастично добро. Практично ни 50 евра не чинеше со 2 ноќевања и повратниот билет до Барселона од Малта. Значи не ви зборувам за кој знае кога пред 100 години. Не. Ова е патување во сега се прави и затоа ви ги кажувам цените. Ако вие сега, февруари 17, ја направите резервацијата за, да кажеме, април или мај, за Виена, за Малта, за Рим, за Венеција, за Барселона, верувајте дека повеќе од 20-25 евра нема да чини билет. 35 евра ме чини билетот на следната наша епизода Малта, Лондон. И 25 евра враќањето од Манчестер до Малта. Значи, не ви кажам за некои баснословни суми, туку исклучиво за вакви суми, во кои што може да си направите едно убаво, супер викендче со нецели 100 евра потрошени за авионски билет и за сместување. Ако најдете, нормално, до кај 40-42 евра по ноќ. Зависи каде и зависи кога, нормално сместувањето се движат од 45-50 па до 70 евра за човек по ноќ, а имате истото тоа за апартман двајца, ако годите, например, некој од ланците на Ибис. Дали ќе бидете еден или ќе бидат двајца внатре, истата цена ќе ја платаш, што значи 75 евра, двајца делено на 2, тие 75 евра, тоа е таа сума што еден човек ќе го чини за едно вакво патување. И сега, од тука, ќе тргнам низ Рим, да видите како ќе можете да си ја наполните душичката со убавини, а да не платите ни еден единствен цент. Ќе се вратите за 48 сата дома, ќе бидете преполнети. Батериите до даска функционираат уште наредните 6 месеци или барем 4 месеци топ. А нема да потрошите ништо. Не значи тоа дека не треба да посетувате музеи или не треба да посетувате локалитети кои што чинат. Апсолутно не. Јас ви ја сведувам најефтината работа како може да си поминете. А нормално на сето тоа, ако додадете плюс неколку влезови, ќе си додадете уште 50 до 100 евра повеќе на оваа сума што ќе ја видите во денешната епизода. Значи, да го испијам кафето и стартувам со некои локалитети што би ви ги препорачал без да чинат ништо, а вам душата преполна. This is Social Network Radio Podcast. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show. Friday, 8 p.m. New podcast. Let's get started. Александар Сергеевич Пушкин. Москва, 1799, Санкт Петербург, 1837. Не објаснувам многу за Пушкин, а јас сум во Рим. Дојден од Малта и точно овдека застанав, бидејќи некои вредности што се поставени интерпланетарно, ни една војна, ни една нетрпеливост, ни едно дневно-политичко недоразбирање или што и да сакате да го кажете, не може да го сруши. Замислете сега да треба да го тргнат споменикот од X причини поради тоа што стојат на едната или на другата страна во Рим. Нонсенс. Будалаштина од прв степен. Се наоѓам во Вила Боргезе, еден од најважните монументи, ќе кажам,
Во Рим, ако сакате паркови, ако сакате убавина, ако сакате да се споите со природата, да избегате од гужвата, мора да ја посетите, вилата на борџиите, но претходно информирајте се кои биле борџиите, кој живеел тука, кога, кој период, за да ви биде уште поатрактивно. Имав еден пример во Ватикан пред 10 години, и кога една американска група им објаснуваа како таму Микеланджело го цртал сводот, имаше едно дете од групата вика: и ова го правил Микеланджело, а немало тогаш кранови и немало компјутер. Не е можно. За да не дојдете во таква ситуација, информирајте се и тогаш ќе ја почувствувате буквално душата на Рим. Овде, за да посетите Борџиеве паркот, не чини ништо. Значи, и тука го внесувам тоа во сметката, зеро потрошувачка, а убавина душата преполна. Има музеи, има други работи кои што ако сакате да влезете внатре, ќе се одвоите 16, 20 до 30 евра, но ако сакате само да поминете и да заштедите, а да бидете преполнети со убавина, слободно дојдете. Не чини ништо, а ќе добиете многу во животот. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Зошто е важен борџиите и вила што ја прошетавме? Од овдека, кога ќе се качите дозгоре, повторно е, јас ви кажам, многу работи што се бесплатни кога ќе дојдете во Рим, а се голем кеј. Доле е Пјаца дел Пополо. Највачите на Лацио и на Рома знаат што значи тоа. Кога ќе се освои шампионски титул, каде се прославува. Тоа таму во далечината е Ватикан. Воздушна линија е многу близко. Овдека, лево, односно десно, од мојата десна страна, тука ќе го најдете Олимпико стадионот. А доле, меѓу црквите, излегува улицата која што води директно на Пјаца Венеција, а другата паралелно со неа води покрај Шпанските скали, одите на Пјаца Навона, Фонтана ди Треви, правите на убав круг покрај форумот и Колосеумот, ќе продолжите малце понатаму, и сето тоа е бесплатно за комплетно задоволство на душата. Затоа е важна Вила Боргеза да ја посетите и од тука да тргнете. Мислам дека убаво ви покажав барем дел од тоа што може да го искористите кога ќе дојдете и ќе ме послушате за оваа тура. А се годиме доле да ги прошетаме овие работи што ви ги кажав. Friday, 8 p.m. New podcast. И сега веќе се симнавме доле. И кога ќе појдеме од оваа, ја се вика, Монденската улица, излегувате на Шпанските скали. Зад Шпанските скали е истото оно пред малку кај што ви кажував што ќе видите се кога ќе се симнете доле. И еве се симнавме доле. Значи ова е едно од убавите работи во Рим. И секогаш прашувам колку чинат. Прекрасни костени. Колку чинат? 8. Овој фишек. Овој фишек е 8 евра. Македонија колку? А ти од каде си? Од Македонија колку? Браво бе царе, од каде си ти кажи? Јас сум од Македонија. Каде? Од каде? Вие Браво. од кај сте? Од Скопје. Од Скопје. Не, ние сме од
Ние сме од Малта, практично. Малта. Ево земи еден. Леле, да си жив и здрав. Фала многу. Ама мерак ти се костени, бе. Фала. Мерак ти се. О, Како се викаш, кажи ни? Илде. Колку години си тука? 22. 22. Да. Имаш италијански документи? Имам пашо си да Све, браво. И како се живее? Тешко се живее? Тешко, ако не работиш овде, нема шанс. Не, нормално дека ако не работиш никаде. Без работа нема шанс. Сега, после ковидот или пред ковидот, кога беше поубаво? Пред ковид. Поубаво, а? Туристи има? Има. И денеска има многу. Денеска има утакмици. Чудно. Кажи ми, ти со ова се занимаваш? Да, снова, се кестам. И се преживува со ова? Да. Имаш 20 години. Фамилија, 3 деца има. Леле, да ти се живи и здрави. Браво, браво. Како се вика, да ги поздравам? Јасин, Але, Ајан. Јасин. Да. На син ми, другар му од Египет се вика Јасин. И тој е големиот Јасин, овде учат. Овде сите учат. Не мислиш да се вратиш во Македонија? Ќе се вратим, имам куќа две у Тетово и една во Скопје. Како нема да се вратим? А децата? Овде. Учат скоро. Што бараш таму? Имам мајка, имам татко. Што? А зашто не ги земеш тука мајка ти и татко ти? После, чека, сите, не може сите. Дојди да живееш, после ќе... Имаш браќа, сестри? Само еден браќ. Само И он тука со мене работи. Тука е? И он има фамилија, деца? Да, има деца. Тоа е Македонија. Браво. Живееш во Рим или во близина на Рим? Рим. Во Рим. Да. Многу ми е драго. Како се викаш ти? Илдет. Илдет. Да си жив и здрав. Фала исти ти. Јас сум Игор. Ке се гледаш на Фейсбук. Фала многу. Во емисија. Добро, ајде. Поздрав, чао. Ајде, чао, поздрав сите. Фала Значи, костените на Илдер кај шпанските скали се закон. Јас ќе кажав 8 евра, ама вредат, а јас се ги пробав. Igor Filevski Show. Сега, например, една карбонара, многу убава карбонара, која што ја пробува Чичко Иван. Јас нормално за да го снимам се во ова. Јас сум љубител на карбонара. Иван, можеш да ми кажеш зашто и ти си добар гурман како мене. Како е? Добре. Укусна е, nije прекувана, nije преслана, nije супер е. Да. Стварно е супер. Италијански, Мислим, нормално. порција е мало онако, За проба. За проба. Кога е nije по наши стандарди, мало. Но- Кога ни ја донесо, јас му реков на Иван, ова е Иван за да пробаш, како вино. Ја пробуваш порцијата и му викаш, келнер, добро е, вкусно е, донеси сега порција да ручам. Така. Колку чини оваа порција, Иван? 13 евра. 13 евра. Да. Па добро, во Добро, Малта се кога си у Риму, поевтини, понешто се- ама точно. Јадеш во Рим, во центарот на Рим, Наравно. карбонара италијанска направена по сите салтанати. Јас пробам одлично, ама ќе се преценам ако кажам подобро ја правам од оваа. Не, а? Не правиш. Не пробам. Да, Не правиш. Иван пробал моја карбонара. Да. Не правиш. Далеко од тога да е твоја лоша, али ова е стварно добро. Ајде, сега јас да пробам моето. On Macedonian language. Сега сакам и да ви покажам како изгледа еден тоалет во Рим, во централното градско подрачје. Ние во Малта го имаме ова, најчесто тие покрај море што се. Тесни скали, едве човек да пројде, да се симне доле, бидејќи на сите тоалетите им се вака од прилика, барем во централното градско подрачје, во тие малските барчиња. Но луѓе, морам да ви кажам, мириса фантастично. Некако тоа се уште го немаме на тоа ниво кај нас, ама овде влегувањето во тоалет вие како да влегувате во парфимерија. Фантастично. И тоа е секаде на ист начин, исто така направено. Чисто, секој тоалет и, како што реков, не можам да ви го пренесам мирисот, но да се чувствувате исто како во парфимерија. Како што кажав во претходната епизода од Рим, возач на автобус дотеран, среден, налицкан, наочари, машна вратоврска, ако сакате, оделце. Тоа е невозможно да биде на друг начин. Видовте и тој дел што најчесто не го гледате кога снимаме нешто вакво како денеска.
Ја гледате масава празна. Оваа маса, знаете ли колку чини? 2,5 евра. 2,5 евра чини оваа маса. Немој да мислите дека ќе ја купите за дома да ја однесете. Не. Сега се заминуваме, го испивме кафето, јадевме, карбонарата беше 13 евра, капучиното беше 5 евра, американото што го пиев јас беше 5 евра, киселата вода пола литар чини 3 евра и на целата сметка масата чини 2,5 евра. Да, ви пишува маса надвор 2,5 евра. Внатре 1,5 евро. На шанк колку што чини. Значи имате секаде 3 цени. Една е за носење или на шанк, не зафаќате никакво место. Друга цена плюс уште некоја сума, сите барови, ресторани различни се, е за внатре седење и надвор е најскапо. Конкретно, се што пиевме и се што јадевме, плюс 2,5 евра за масата, бидејќи седевме надвор. На тоа мора да сте подготвени. Ние во Малта се уште го немаме тој принцип, но овој принцип во Италија, конкретно во Рим, јас 87 или 88 бев прв пат во Рим и од тогаш едно 10 пати доаѓам тука. Од првиот момент секогаш ми било наплаќано една сума за шанк, друга сума за внатре и трета сума за надвор. На тоа морате да бидете подготвени секогаш кога ќе дојдете овде. Friday, 8 p.m. New podcast. Xavi, l'obertura de Xavi a la dreta per Alves, a veure Dani Alves, la centrada d'Alves, Terri amb el cap, el control de To, treu la pilota malament Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, xut Iniesta, gol! Еви, доаѓаме на Фонтана ди Треви, нормално, не постои некој што прв пат доаѓа во Рим да не дојде на Фонтана ди Треви. И што е правилото? Иван, знаеш? Може? Може. Ајде, па да се Ајде. Опа! Кој знае колку Бернини бил ја замислило така дека ќе фрлаат внатре парички, ама факт е дека мислам дека најголем број туристи се вртат токму тука. Да кажеме, Пантеон ви влегува во она прошетка низ Рим,
објекти кои што морате да ги посетите од многу причини, а кај што не ве чинат ништо. Нула. Затоа што влезот е бесплатен. Сега сум на плоштадот Венеција и од тука, кога ќе направите еден круг, исто влегува во склоп на она што ви го кажувам цело време. Значи од тука, десно, ако се качите, покрај Кампидолјо, музејот, од озгора се гледа целиот форум. Значи од озгора, ако немате намера да влезете внатре. Кога ќе завршите, се спуштате позади Виторија Емануеле споменикот, позади, проаѓате помеѓу, тоа е треновиот маркет, базарот во времето на Цар Трајан, и директно удирате во чело на Колосеум. Значи тука можете со 1 час одење по полека, убаво, разгледување, повторно си ја наполните душичката за 0 центи. Сега, јас ви препорачувам, влезете внатре во форумот. Има што да се види многу. Ќе видите буквално и местото каде што е убиен Гај Јулије Кајзар или Цезар, како што го знаат најчесто на планетава. Значи, сето тоа може да го видите и без да дадете 1 цент, но препорака е да влезете во форумот, влезете во Колосеумот и влезете во Кампидолјо во најмала рака, затоа што има што да видите. Ова е таа точка позади музејот, која што ви ја кажав од оздола. Значи, доаѓате овдека и од тука ќе го видите целиот форум роман. Значи, тука сите важни работи на античкиот Рим се случувале тука. Од решенија за војни, одлуки, убиството на Цезар, а веднаш зад него е Колосеумот. Влезот на форум романо е од другата страна на кај Колосеумот. И вака е убаво живот. Igor Filevski Show. И сега на самата одјава на денешнава емисија уште една информација за крај. Значи нешто што не може да прескокнете е превозот. Во се оно што го кажавме мора да имате превоз. Ако слетате на Фиумичино, 2 аеродрома има кои што слетуваат авионите од нашиве дестинации во Рим. Ако слетате на Фиумичино, тогаш значи сте купиле малку поскапа карта, не од оние поевтините, како например Ryanair што ви го спомнав. А ако работите со Ryanair, тогаш ќе следате сигурно на Чампино. Сега, од Чампино билетот ви чини 7 евра, имате картичка и ако нема многу гужва, за 25 минути сте до центарот на Рим или оквирно стандардно време со гужвите околу 45 до 50 минути. И кога стигнете на Термини, тоа е последната станица, можете пешки да се упатите кон сите овие локации, но планирајте една ваква дневна карта, веднаш да си ја купите, важи за сите превозни средства, автобуси, трамваи, метро, раскопнувајте ги автобусите, бидејќи комплетно се нередовни, не доаѓаат како што треба, ништо не е како што е запишано во распоредот на движење, но оваа карта, овој билет ќе ви помогне за сите метростаници и за трамвајчињата кои што вртат барем низ централно градско подрачје, кои што ќе ви биде од голема помош. 7 евра. Без тие две работи и нормално после завраќање повторно од Термини може да стигнете до Чампино и исто така 7 евра 6,99 кошта точно, прецизно билет. Тоа е тоа. Од прилика би заокружил вака најефтиното, да се го поминете се она што го кажав претходно, би ви требало 200 евра. Воопшто не е скапо. Излезете, прошетете, направете си еден викенд со едно спиење,
олабавете се малку, наполнете си ги батериите, немој да се плашите дека кој знае колку тоа чини. Сега, на сево ова од 200 евра плюс додадете плюс уште некој музеј, плюс уште нешто што сака да го посетите, некој сувенирче, ставете се уште 100 евра на седото и еве ви еден прекрасен викенд. Мислам дека доволно заработувате во Малта за да можете да се опуштите на едно вакво викенд патување. А слични се дестинациите и цените и за останатите места низ Европа кои што би можеле со нашите авионски линии кои што ги имаме од Луа да ги посетиме. Видете ми во добро здравје, се гледаме следната епизода со нешто многу атрактивно. Зошто Лондон е градот кој што како број 1 е по вредност и по важност за целиот свет во моментов и зашто вие мора да го посетите. Како е во Манчестер и што е она битно и прво што треба да го видите ако пристигнете во Ливерпул. Тоа следната епизода. Чао! This is Social Network Radio Podcast. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show. Friday, 8 p.m. New podcast. Let's get started.